Планот за сеидба на оризот во Кочанско е реализиран во целост, а со главната земјоделска култура во регионот се опфатени околу 3500 хектари. Реализацијата на сеидбената кампања беше продолжена за 10 дена, поради доцнењето во подготовката на површините во атарите на селата Чешиново, Спанчево и Соколарци. Полнењето на нивите со вода, што почна во средината на април, се одвиваше без проблеми, а во каналската мрежа на хидросистемот Брегалница се пуштаа просечно по околу 10 кубни метри во секунда. Сезоната за наводнување почна со недостиг од околу 20% од потребните количини вода, но обилните дождови кон крајот на април и почетокот на мај ја подобрија хидролошката состојба и ја наполнија браната Калиманци. Дотокот од реките е над просекот за овој период од годината, што значително го надомести недостигот. Пред неколку дена водата ја достигна и максималната кота и беше на прелив, а во моментот се акумулирани над 113 милиони кубни метри. Со овие количини, како и со добра организација и домакинско однесување на водокорисниците, се очекува сезоната за наводнување да се реализира според планот, информираат од водостопанската подружница Брегалница од Кочани. Од таму додаваат дека и покрај максималното ниво на акумулирана вода во Калиманци, распределбата ќе се врши крајно економично, за да се обезбеди наводнување во текот на летниот период, не само за полињата во Кочанско, туку и во Пробиштипско и Свети Николско. Според просечните приноси од единица површина се очекува од полињата во Кочанскиот регион есенва да се добијат над 25.000 тони оризова арпа. Учебната година 2022-2023 за средношколците завршува на 9 јуни, додека пак за основците 4 дена подоцна, односно на 14. Пролонгирањето на учебната година за основците се должи на продолжениот зимски распуст заради заштита на електрична енергија за грејење на училиштата, како и заштита на здравието на учениците. Така што второто полугодие од учебната година наместо на 18 јануари почна на 23. Според календарот за работа во образованието треба да има 180 наставни работни денови, зашто учебната година е продолжена за учениците од основните училишта. Датумите се наведени во изменетиот календар на Министерството за образование и наука за организација на работа за оваа учебна година, кои им се доставени на училиштата. Наставната година во основните и средните училишта во Кочани беше исполнета со многу наставни и воннаставни активности во текот на двете полугодија. Паузата за време на летниот распуст во подрачното училиште Страшо Пинџур во Чешиново ќе се искористи за да се изврши реконструкција на тоалетите во училишната зграда. Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, за кои од сопствениот буџет е планирано да се инвестираат околу 320.000 денари во нето износ. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидено е да се изврши целосна реконструкција на тоалетите за учениците. При тоа ќе се заменат подните и ѕидните плочки, ќе се постави и современа санитарна опрема. Исто така ќе се замени старата и дотрајана инсталација за парно грејење. Дополнително ќе се изврши модернизување на просториите. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми на јавниот повик трае до 16 јуни. Избраниот изведувач ќе има период од 1 месец по потпишувањето на договорот да ги комплетира работните задачи. Во рамки на активноста, ова е Македонија за сите што ја спроведува ВМРО ДПМН. Партискиот председател Христијан Мицковски и градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов направија увид во реконструкцијата на улицата Браќа Ставреви во централното градско подрачје. Градежните работи во сообраќајната и комуналната инфраструктура треба да се комплетираат во текот на оваа година, а ќе бидат опфатени и населени места во општината. Во тек се работите на замена на рамниците, поставување на тротоарската површина и во последната фаза ќе следи гребење и обновување на коловозната лента. Во исто време, денес сакаме да го обележиме и завршувањето на еден проект со кој се решава децениски проблем на населеното место Тракање, завршувањето на канализационијата мрежа терцијална и изградба на колектор од околу 3 км. Сакам да го најавам реализацијата на уште два проекти. Тоа е реконструкцијата на споменикот на Слободата, за која ќе следи брзо тендерска постапка, избор на изведувач на работите, изградба на канализациона мрежа во Оризари во вредност с проект на вредност околу 7 милиони денари, со што исто така во Оризари
ги заокружуваме и решаваме комплетно проблемите во делот на канализациониот систем. Во следниот период ќе следи реализација на проект за реконструкција на улиците Борис Трајковски и Гоце Делчев со средства од Светска банка во висина од околу 500.000 евра и сметам дека покрај оваа улица и тие две кои представуваат главни сообраќајни артерии на градот Кочани, ќе имаме една нова ситуација и можност за безбедно и брзо одвивање на сообраќајот на територијата на град Кочани. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски упати честитки за успешната реализација на инфраструктурните зафати, без разлика на предизвиците со кои во изминатиот период се соочила локалната власт во Кочани. И покрај притисоците и кочењата од страна на централната влада, јас се користам ова прилика на Љупчо да му честитам овде во Кочани, на советниците да им честитам, на сето она кое што го прават. Јас се надевам, тоест убеден сум дека овој бран ќе продолжи на инвестиции. Ова офанзива ќе продолжи во периодот додека трае градежната сезона и дека ќе можат жителите на Кочани да направат разлика, дека не се сите исти, дека навистина додека овие од централната влада континуирано се поврзани со било какви сомнежи за криминали и крадење, овдека во Кочани, во општините каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН и од коалицијата, зборуваме само за нови проекти и за градење. На средбата со партискиот лидер, градоначалникот Папазов информираше дека за да се намалат трошоците за електрична енергија во комуналното предпријатие Водовод, ќе се постави фотоволтаична централа на станицата за пречистување на отпадните води во Мојанци. За таа намена обезбеден е грант од Центарот за меѓународна соработка и развој на Република Словенија во висина од над 220.000 евра. Уште толкова сума како кофинансирање ќе обезбеди и општина Кочани од сопствениот буџет. Итната медицинска помош од Кочани регистрира зголемен број прегледи како и повици за интервенции во домашни услови, што се последица од променливото време. Најмногу страдаат метеопатите и лицата со хронични болести. Лекарите очекуваат со покачување на дневните температури да се зголеми бројот на интервенции на колапси, што е резултат на топлото време. Важно е граѓаните да знаат како да постапат во тој случај и кога треба да побараат лекарска помош. Многу е важно периодов да се пие доволно вода и доволно течности. Се препорачува некои 4% од телесната тежина на дневно ниво. Потоа, храната која што ќе ја јадат да биде со поголем процент на вода, да биде полесна храна, да избегнуваат прекумерно солена или мрсна храна, посебно луѓето кои што се хронично болни и кои што примаат некаква хронична терапија, без разлика дали се работи за антихипертензивна терапија или друга хронична терапија. Потоа, многу е битно да ги знаат симптомите кои што може да им се појават, односно малаксаност, вртоглавица, главоболка, може да се појави дури и колапс и несвестица. Кога ќе препознаат било кој од овие симптоми, битно е да мируваат, да се упатат кај својот матичен лекар или кај нас во просториите на итната медицинска помош во Кочани. Од итната медицинска помош апелираат постарите лица и хронично болните да не се движат на отворено кога е најтопло во текот на денот и да носат полесна облека со цел да не дојде до колабирање. При директно излагање на топло граѓаните да не бидат гладни и жедни, затоа што дехидрирањето може да биде сериозна здравствена закана.